Кои се консултираните професори и експерти кои ги барале Министерството за образование и наука за подготовка на новата концепција за основно образование, со која историјата веќе не е посебен предмет? На ова прашање на Алфа, упатено до Министерството, посочија 7 имиња, од кои поголемиот дел во јавноста гласно ги брана ставовите на Министерството за реформи во образованието. Но на оваа листа не се најде ниту еден експерт кој гласно говори против ваквата концепција, ниту пак МАНУ, Институтот за македонски јазик, Институтот за национална историја, кои реагираа дека предметот историја не смее да го снема како посебен, особено не во вакви моменти кога истата е на распродажба. Членовите на работната група досега учествуваа во бројни јавни и медиумски дебати, како и во самата јавна презентација на концепцијата. Например, професор доктор Виолета Петровска-Бешка, професор доктор Јасмина Делчева-Дездаревиќ, професор доктор Кирил Барбареев од Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Љулјзен Мемеди од Универзитетот во Тетово, Иван Камијич, советник во Бирото за развој на образование, професор доктор Лена Тамовска од Универзитетот Кирил и Методи, Аиша Ерулаи од Бирото за развој на образованието. Предходно слушнато е мислењето на 4000 наставници, но и на учениците и родителите. Од Министерството испратија и линкови од документи, врз чија основа се носат реформите. Но сепак, изостануваат многу клучни и компетентни институции, чии ставови ги нема, особено околу интегрирањето на повеќе предмети во еден. Од Министерството тврдат дека дебатата е во тек, но сепак, оваа јавна расправа ни оддалеку не наликува на другите кои биле организирани, како онаа за предлог законот за јавно обвинителство. Ги прашавме кога ќе има видлива дебата на која ќе може да присуствуваат медиумите, но не добивме конкретен датум. Остануваат уште само 9 дена, до кога ќе може експертите да испраќаат забелешки за подобрување или менување на концепцијата. Останува отворено прашањето дали критиките кои ќе ги упатат дел од експертите ќе бидат вметнати.